Така, јас како новинар, но сигурно и гледачите, во последните, да кажеме, 2-3 месеца, ајде да не речем од кога почна кампањата, настана една конфузија кај гледачите. Чии проект е Агрокор? Дали е на Зоран Заев, бидејќи и Зоран Ставревски и Зоран Заев си го присвојуваат дека едниот вели дека е него, другиот вели дека е него. Чии уствари? Најмалку на Зоран Ставревски, ниту на Славе Гошев, ниту на Панчо Орцев. Проектот Агрокор е проект од кој што директен бенефит треба да имаат сите струмички земјоделци. Чие е проектот? Е доволно само да се погледнат рекламните спотови на нашата партија во 2008 година, каде господинот Ивица Тодоровиќ, кој што е генерален директор или менаџер на Агрокор, зборува што зборува и како зборува. Нека ги премотат лентите господата од СДСМ, па ќе видат чиј е тој проект. Јас сакам да ви кажам дека владата на Република Македонија има директна инвестиција некаде од 1,5 милиони евра во Агрокор како проект. Исто така, учество во тој проект има и општината, значи треба да бидеме реални. Значи, сите комуналии кои општината си ги наплати, значи општината си ги наплати комуналиите, меѓутоа се обврза тие пари кои што ќе ги добие од комуналиите да бидат инвестирани во изградба на инфраструктурата околу Агрокор. Сакам да кажам дека на сегашната постојна парцела на Агрокор, од спортивната страна, Агрокор преку Министерството за транспорт и врски купи уште 40.000 метри квадратни, така да Агрокор е целосно проект кој што е поддржан од владата на Република Македонија и на крајот тој не е ничи, ниту на ВМРО да помне, ниту на СДСМ, туку е проект од кој што бенефит треба да имаат сите земјоделци од Струмица и Струмичкиот регион. Се поставува прашањето како после сево ова општинската организација на СДСМ го обвинува општинскиот комитет на ВМРО ДПМН дека воопшто не влијае на економскиот развој на општина Струмица. Значи, покрај тоа што не обвинуваат дека ние не допринесуваме ништо за општина Струмица, тие постојано не обвинуваат дека економската ситуација не само во Струмица, туку и во Република Македонија, од кога е дојдена владата на ВМРО ДПМН, е лоша. Јас и на вас и на граѓаните во неколку наврати тоа го имам и кажено и сега ќе го поставам истото прашање. Како фирмите кои што се блиски до СДСМ, поточно ќе го земеме господинот Заев како градоначелник, колкав е бројот на неговите фирми во 2006 година, значи пред да дојде ВМРО ДПМН власт, колкав е бројот на неговите фирми сега на 2 јуни 2011 година. И јас ќе ви кажам дека тоа е многократно зголемен, исто така имотот на неговите фирми многократно зголемен, а возниот парк на неговата фамилија е исто така многократно зголемен. Сега нека ми објаснат тие на мене, како е можно во една држава во која што во наводници, нели како што велат тие, владае тешка економска криза и проблеми и така натаму, како е можно нивните фирми постојано да растат. Јас верувам дека тоа не е само плод на нивното успешно менаџирање, туку е плод на општата економска ситуација која што владата ја креира, или општата економска политика која владата ја креира за сите бизнесмени, и тоа е доказ дека ВМРО ДПМН не работи само за определени број на луѓе или фамилии, како што тие милуваат да кажат, туку дека работи за сите граѓани на Република Македонија, за сите стопанственици, без разлика на нивната партиска определба. Меѓутоа, сакам да кажам дека не можете вие постојано да зборувате дека не е ништо добро во државата, дека постојано нешто има диктатура и така натаму, а од друга страна вашите фамилиарни буџети постојано да растат. Тука има една контрадикторност, што јас не знам да ја објаснам, нека ја објаснат тие. Така, ајде да зборуваме за едината. Манифестот, ако не барем секој граѓанин веќе го допрел во своите раце, манифест кој што опфаќа апсолутно проекти за целиот развој во Македонија. Но тие проекти кои што се за Струмица, иако воопшто ги има, нели, како што вели опозицијата, колку од нив реално ќе се остварат? Сигурно имате некакви видувања, сигурно сте ги разгледали, ги знаете, па еве и
веќе Facebook стана и доста популарен во текот на кампањата, може да забележат граѓаните дека и на Facebook, социјалната мрежа, одат дел од проектите кои што се планирани со овој манифест за Струмица. Владата на ВМРО-ДПМН и ВМРО-ДПМН како партија е единствена политичка партија во 20 годишната македонска демократија, која што 2006 и 2008 година излегла со конкретна програма во која се наведени конкретни проекти со рокови за нивна реализација, институции и финансиска конструкција. После 4,5 години ние сме првата партија во политичката историја на Македонија која што дала отчет за сработеното во изминатиот период. Јас ќе ви кажам дека од двете програми, значи преродбата во 100 чекори од 2006 и дополната во 2008 година, 82% од проектите предвидени се веќе целосно реализирани. Околу 16% од останатите 18% се во фаза на реализација, а само 2% од одредени објективни причини не се започнати или не се реализирани. Кога зборуваме за нашата програма или за манифестот за реформи и развој, сакам да ви кажам дека има над 1200 конкретни проекти, да не се повторувам, значи со институција, финансска конструкција, рок на реализација и така натаму, од кои големиот дел се однесуваат и на Струмица, три струмичкиот регион, а исто така имаме голем број кои се конкретно и директно се однесуваат само на Струмица. Ке наведам само неколку во интерес на времето. Значи, прво, најзначајниот според мене проект, кој што е врзан со чувствата на Стара Струмица. Нешто кое што со години наназад беше ветувано, меѓутоа ВМРО-ДПМН сега го стави во својот манифест и дел од активностите околу неговото реновирање се веќе започнати од страна на Заводот за музеј Струмица. Значи се предвидени средства, од 2012 година треба да почнат конкретните градежни работи, а сега се во тек археолошките испитувања. Втори исто така значаен проект е проектот за изградба на систем за наводнување на Маркова брана, од која исто така директен бенефит ќе имаат жителите на населените места Куклиш, Сачево, Градско Балдовци и Муртино. Значи една брана која што е изградена, меѓутоа без систем за наводнување е нефункционална. Затоа преку Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство веќе се врши ревизија на проектот, одобрени се $1.000.000 за ревизија, и после завршувањето на ревизијата ќе се започне со конкретната градежна активност. Трет проект кој што е најскап и временски ќе биде потребно најдолго да се направи, тоа е експресниот пат Струмица-Штип. Патот кој што сега се прави Струмица-Радовиш, кој го спомнавме предходно, ќе биде само една од трасите на новиот експресен пат Струмица-Штип, а истиот пат ќе биде од голем бенефит за сите граѓани на општина Струмица, за побрз проток на луѓе и стоки, меѓутоа најзначајниот дел ќе биде во тоа што тој ќе има директен допринос за развој на струмичката економија, не само за градот Струмица, туку за целиот струмички радовишки регион. Бидејќи исто така е планирано изградба на автопат Штип-Миладиновци преку Свети Николе, со кој се скратуваат 30 километри од сегашниот пат кој што оди преку Штип, Велес и Скопје. Значи, растојанието меѓу Струмица и Скопје ќе се сведе на некаде 130 километри по автопат. Сега, сите ние млади кои возиме автомобили знаеме за колку време може 130 километри по автопат да се помине. Практично за 1 час ќе се, или час и 15 минути, максимално ќе се стига во Скопје. И за добри, и за лоши работи, и за превоз на роба и така натаму. Исто така, четврт проект кој што сакам да го спомнам, кој што е доста важен, тоа е парите кои што владата преку Светската банка ги обезбедува околу до изградбата на прочистителната станица. Туку улога ќе има и општина Струмица, бидејќи уште од поранешниот период постои проект за изградба на прочистителна станица. Ние сите знаеме дека има и карабина фаза издигната одредена просторија која што требаше да биде прочистителна станица. СДСМ во изминатиот период не само што направи нешто, туку успеа да ги извадат и керемидите од таа карабина зграда, меѓутоа сега некаде околу 9,8 милиони евра се обезбедени. Општината има аплицирано со проект во Светска банка, а гарант за тој кредит ќе биде владата на Република Македонија. И да не ги заборавиме младите, нели и спортот,
Значи во наредниот период, покрај салата која што веќе се гради во Димитар Влахов и салата во Куклиш, чиј што камен темелник пред неколку дена беше поставен, предвидени се уште 3 спортски сали. Едната е во основното училиште во Муртино и другите две се за основните училишта Сандо Масев и Никола Вапцаров во Струмица. Имаме повеќе наменски игралишта и така натаму, значи имаме огромен број на проекти кои што треба да се реализираат во наредниот 4-годишен период во Струмица. И јас и сега, а и претходно тврдем, дека ако некој проект влезе во програмата на ВМРО ДПМН, тој е веќе половина завршен.